Девојче веќе неколку дена во основното училиште Марина Попиванова во Кочани е понижувано и омаловажувано од страна на наставничката бидејќи носело шамија додека постела за рамазанските пости, тврди незиниот родител. Кога моето дете веќе 2-3 пати од наставничката, девојчето е со шамија и држе пост и вика секој пат Алејна извади шамијата во часот, извади шамијата, вика не си ти стара жена тука, вика во училиштето за да носи шамија. Ке ти веле наставничке, ја постам, вика, по 12 часа, вика, постам, вика, се века постам, вика, овој месец барем, вика, оставите ми да се носам шамијата. Дето дојде дома и ми кажа, вика, тате, вика, наставничката, вика, ме тера, вика, да избадам, вика, шамијата. И денес исто, пак се повтори истата снимка. Значи, дојде детето дома, пак ми се пожали. Вика, тате, наставничката ме тера, вика, да избадам, вика, шамијата. Револтираниот родите бил на разговор кај директорот и психологот, но од нивните размислувања останал запрепастен. И он вика, дечко, вика, ти не се наоѓаш, вика, у џамија, вика, па твоето дете, вика, да дојде забрадено, вика, во училиштето. Ако сака, вика, да биде забрадено, вика, она, вика, нека сиди, вика, у џамија, вика, не во училиштето, вика. Викам, зашто, господине, викам, што има лошо во тоа, викам, ако она е забрадена, викам, за не може, викам, да биде забрадена, викам, барем за време Рамазан, барем за време Рамазан. Викам, он ми вика на мене, ти или мене, вика, не ми соливај памет. Ако утре исто носе, вика, шамија, нема да ја пуштам, вика, во училиште. Ја му веле, слушавам, господине, викам, вие, викам, не можете, викам, да донесете некој закони, викам, од сама глава. Значи, ако има некој закон, за да не биде оно, да кажа што се вика на прост начин, без шамија да биде во училище. Ако има некој закон, викам, кажете ми, покажете ми, дечко, има закон, во училиште не се носе шамија. И он ми вели, ти вика на мене, вика, не ми соливај памет, излези, вика, од надвор, вика, и по ходникот ме турка, излези, вика, надвор, вика. Ки ми носите, вика, шамија, вика, по училиштето, вика. Поради ова, таткото на девојчето најавува поплаки до ИВЗ, но и тужба за омаловажување и попречување во остварување на верски права. Од своја страна, граѓанското здружение Аваја излезе со соопштение. Најостро осудуваме овој случај на дискриминација по верска и етничка основа и бараме да се испита целиот случај од страна на Министерството за образование и наука. Аваја ќе достави преставка до Народниот правобранител и ќе го пријави овој случај до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Целиот овој настан се случува во најсветиот месец за муслиманите – Рамазан.